Добро вечер. Добре дојдовте на промоцијата за стрипот The Jitters на Стефан Николовски. Конечно дочекавме и таа ноќ. Ова најверојатно ти беше стратегија да биде Хелоуин и да ме малтретираш да чекаме толку долго за да добиеме ова дело. Иначе имавме една кампања против Стефан, ја започнавме со изминатите неколку години. Јас и пријателите на Стефан, кои што бевме убедени во квалитетот кој го поседува од самите први цртежи кога ги демонстрираше на јавноста, и започнавме на глава да му се качуваме за тоа дека треба да почне да издава стрип албуми, треба да почне да издава, и тоа траеше во неколку фази, со кои што се негираше дека да, ќе дојде, време ни треба, ќе биде, ескивираше секоја понатамошно изложување на потребата ние да добиеме нешто од него, своерачно, кое што ќе биде почеток на едно големо творештво, кое што надеваме дека ќе бидеме сите живи и здрави да го дочекаме, да биде комплетирана оваа арка. Потоа дојде една пасивно-агресивна фаза, каде што му алудиравме, имам идеја, добра, никогаш нема да ја реализираш, ми се качувавме на глава и за тоа, да видиме дали ќе му дојде памети од тоа, не му дојде и тоа. И дојде до третата најагресивната фаза, каде што фрустриран од една ситуација, напуштив друштвото, бев до дома и земав стрипови за да му демонстрирам како неквалитет се печати и како дозволува толку лоши стрипови да екзистираат во светот, а неговите ремек дела да стојат долу. И поведено тоа, верувам дека имаше малку удел да го провоцирам дополнително, за тоа што кратко после тоа имаме можност да седнеме и да продискутираме за тоа што се наоѓа на шанкот таму, таа убавина која што Стефан ја реализираше. И едноставно сметам дека тоа е едно ново поглавје во македонската стрип сцена, со тоа што прави една многу убава спрега помеѓу тоа што денес во Америка се смета дека е квалитет на хорор стрипот и тоа што тој го придонесува за збогатување на сета таа остаднина која што ја има антолошкиот хорор стрип. Така што The Jitters е живо вечерва, за некого ќе биде, верувам, сладко изненадување, за некого горчливо, Хелоуин е, trick or treat мора да има тука. Така што ова не е првото издание кое што го има за себе работено Стефан, претходно го има стрипот The Letter, кој што исто така е награден на првото издание на Лифт, односно наградата Лифт која што Темплум ја доделува. Потоа го работеше стрип изданието, односно Дени за тест. И секако има работено анимиран видеозапис за еден надежен еден поп артист, еден джинджер кој што најверојатно го знаете, Ед Ширан се вика така. Ќе се пробие најверојатно дечко. Ама одличен видеозапис каде што го повампири Стефан, заради тоа што каде и да оди Стефан, хорор жанрот го носи со себе, што многу ме радува заради тоа што е искрен артист кој многу добро го знае јазикот со кој што се изразува. И сакам да започнам баш овој краток муабет кој што ќе го имаме, за тоа да ни доближиш зошто хорор жанрот ти овозможува и што всушност ти овозможува да го реализираш баш твоето дело со помош на него. Прво ти благодарам за вашите зборови. Ово е ствари продолжение на нашиот муабет. Да. Зашто хорор жанрот? Да, и што ти овозможува тоа да се изразиш како експрес? За разлика од другите жанрови, како што правиме веќе муабет пред некој ден јас и ти, хорор жанрот нема претензии. За разлика од другите, опфаќа подлабоко човечката психологија. И вади на видели на работи кои претежно сакаме да ги покриеме. Затоа ми се допаѓа, бидејќи ставам гледало. И не само за други, туку на некој начин и за самиот автор. И ми дава многу поголема слобода да се изразам, отколку било кој друг жанр, кој ти дава некои параметри и нема искачање на тоа. Тоа е. Така за тоа е една од причините, друго, знаеш, израсна со хорор жанрот. Тука се виновни секако, знаеш кои писатели, Паркер, Кажи. Сите да Паркер, Кинг секако. И освен писатели, нели, режисери, од Карпентер до Тол Купер и до ден денес што се види, и по новите. Освен тоа,
Друго нешто што е хорор, не кажеш. Да, меѓутоа не е тоа површно шокирање само за да предизвика шок. Со оглед на тоа што во Читерс може да забележиме дека обработуваш сериозни проблематики, како што е семено, ајде да речеме, неслога, да нечија ароганција и нечија не само од друга страна. Така што имаме плејада на ликови кои продираш малку подлабоко за тоа каде се крие злото во нив и како се манифестира тоа. Кажи ми зашто одлучи антолошки баш да биде? Тоа сега сакам да кажам. Нели ти многу пати ти направено мовите баш ти му кажам нели на тебе, не знаеш таа реченица што дека хорор е буквално како шведска маса. Така. Имаш да се да бидеш од секој тип на хорор и затоа сакам антологија, бидејќи може да упатам повеќе теми, од повеќе агли. Кажам што ако правам едно нешто би ме ограничило. А од друга страна па и бидејќи ми е прво дело, потенцијално самостојно, поголем ризик е да правам, да се залетам сега и да направам нешто што знаеме како генерално дека повеќето млади уметници, ајде, тераме со 600 страни. Добро. Том. Да. Мислам дека е најдобра опција ми беше достојна антологија. Си биде така. Ko знаеш дека сум љубител антологијата? Да. Почнувајќи од The Twilight Zone, иако не е нели антологија, ама пак се на некој начин кратки раскази. Така. Подосно, ето го тука нели Ray Bradbury и мора да ги спомнам Tales from the Crypt, Creepy или Lot of Horror. Знаеме тоа од стриповите до сериите. Така. И го задржуваш тој дух и го префрлуваш на хартија, заради тоа што ти овозможуваш на македонскиот стрип да го добиеме нашиот Tales from the Crypt. Меѓутоа направен за една модерна доба која што тематизира проблематики кои денес би биле актуелни и секој читател кога ќе се изложи на нив ќе може да се поистовети со тоа што е внатре. Секако дефинитивно. Кажи ми само, би се навратил, би го продолжил ова дело, би очекувале Читерс 2, 3, 4, 18? Да, и самите читатели ќе видат зашто, поради самите Jawbreakers. Добра. Сака нас како бомбончиња нека бидат. Да. Самата премиса е таа, нели, зема бомбонче која е составена од елементи на некоја жртва, која има почината на дали на супер нели на природен начин како да е, додека го вкусува, го искусува и го гледа на што видел тој човек. Така што може тоа пакетче да се пренесе не само за филмот, да биде не знам, за разни теми да се упати. Да. Дали психолошки било, социокритика некоја. Да, може едноставно идеш во продавница и го земаш, така. Да. Самото тоа овозможува за продолжеток. Иначе би било форсирање само. Ама вака дури не беше планирано тоа. И убаво после че ти пунава верзија на како беше Lament Box. Да, ламентова конфигурација. Да, конфигурацијата на ламентот. Ете, пак подсвесно инспирацијата од Hellraiser, да. Така што поради тоа би направил тоа. Така дури би го позајмил на други автори да се изразат со нивни идеи, нека ги земат бомбочињата, нека се оздаваат. И бидел не само, мислам, добро действото тука е нели во Америка, мада би сакал да име тука. И да видиме македонски, би сакал да опатам тука. И тегли од малце критика на ова тука кај нас. Имаш за избор. Не, тука има колку сакам за критика да паѓа. Супер, ако сите тие кои го поседуваат ова издание во нивните раце моментално, можеш да им дадеш препорака со каква музика, например, да го слушаат, со оглед на тоа што амбиент би требало да си предпостават добро. Два бенда што дефинитивно ги препорачам, мислам, додека ги работев, Rob Zombie позадина и Misfits. Дефинитивно, тие два. Претежно Rob Zombie. Тие дефинитивно. Само не знам, не ми доаѓа нешто во моментот друго, но мислам генерално знаев и саундтрак од хорор филмови, дефинитивно. Дали инструмент, дали знаеме 90-тите, како што саундтраците има многу, нели, посебно со бендови. Така е. Така, кој имаше така албум. Иако ова не беше хорор, ама пак тоа што ми се случило на карактерите таму, може се рече дека е хорор. Judgment Night. Океј. Кажи, најдобриот саундтрак. И The Crow. И The Crow, да. Да не бегаме од тоа дел. Ете, тие два на саундтракот на
Judgment Night, на The Crow, Hero Zombie и The Misfits. Ето, нека биде тие. Супер. Значи, без разлика на тоа што ова е само издадено издание, сепак не може да биде реализирано само од тебе со оглед на тоа што да беше секој артист во неговиот компјутер ќе го имаше дело. Да. Сега, предпоставам дека има луѓе кои што ти помогнаа за да го Дефинитивно. добиеме. Сега за ова, ќе мора да прочитам. Ајде. Нема шанси да ги запамтам сите, пошто не е еден човек. Ајде. Треба да благодарам на многу луѓе. Прво, огромна благодарност до Оро Радио, да ставим, што ми дозволи да одржам мојата промоција во простори, бидејќи што самиот момент кога го видов место, знаем дека ова е таа просторија каде што треба да го лансирам моето дело. Така што огромна благодарност за тебе. Исто така сум благодарен на Софија Принт, бидејќи без нив ова дело немаше да дојде во живот, да има на физичка форма. Дефинитивно Софија Принт си завршила одлична работа, презадоволен сум од принтот. Голно исто сакам да се благодарам на каде се сега дебелите гикови. Тука се И радио мо. Каде го нема другиот. Јаде. Што ми помня да расширам веста за моја промоција на нивниот подкаст и на Златко Дилевски за истата причина, бидејќи мислам овие муабети ние се ги правиме од памтивек, ама ова предлог ми значи што ми викна во Дес Макабре, во тата радио емисија. Не знам, баш бе дома. Стрипот што ви кажа ти го припаѓа таму. Исто сакам за жал Дамјан Ѓоргиевски не е тука. Сакам да благодарам Дамјан што успеа да го наслика прво образот на овој стрип. Тоа презадоволен од него. Исто така мора да благодарам и на Комикс МК и на Парагонс за нивната поддршка и што ми помна веста за отпред голем број на луѓе благодарејќи на тоа што го споделија постелот и останат дела поврзани со стрипот и на медиумите. Сега да не ги може е окно, метано, беа само тие вчера, денеска видов дека има уште многу голем број. Да. Нова. И последно не е најмалку, важно сакам да благодарам на сите мои пријатели, баш што спомна ти преска за што ме охрабрува ни сите овие години да изработам издадам мој стрип. И за нивната поддршка и како и на сите што се обноваа вечер. И за сите мои читатели. Благодарам. Стрипот го имаме таму, да, може да си... Да, може таму да се подигне стрипот. По завршувањето на промоцијата, каде ќе може да се најде, за да може да ги споделите на пријателите кои не се тука, да, би сакале да го поседуваат? Тоа би било дефинитивно негде од наредната недела во Бункер. Стрип книжарницата Бункер, таму дефинитивно. Ако има и друга нека локација каде што може да се најде, тоа уште чекам одговор, ќе известам на Инстаграм, ќе видите тука останати. Не е проблем тоа. Супер. Благодарам Бункер. Океј. Ти честитам за овој стрип, фала ти што ни овозможи да уживаме во твојот цртеж и во твоите видеи да станат реалност. Така што уште многу изданија ти посакувам и уште многу и нареден Хелоуин да застанеме овде вака и да зборуваме за богатството што значи. Знаеш зашто зборувам? Ајде. Наредна година исто место, исто време. Ајде.